3 години ефективен затвор и уште 5 години забрана за работа доби прво обвинетиот гинеколог Мухамед Асани од Струга за случајот со дебарчанката Илдис Веапоска, која на породување во Струшката болница пред 5 години остана без 3 органи. Судот го прогласи за виновен, после царскиот рез не направил диагностика и ехо за настанатото крварење, што довело до хеморагичен шок, кога непотребно на Веапоска и били извадени 3 здрави органи. Второ обвинетиот специјализант, неговиот син Блертон Асани и гинекологот Лилјана Јовановска беа ослободени од обвинение. Постои одговорност кај правообвинетиот затоа што ваквите постапки на неследење на состојбата и непреземање на никакви действија представуваат груба небрежност за вршење на ова кривично дело и последиците со толкави размери што бил дури доведен до прашање и животот на обвинетата. Значи, според ова, судот обвинетиот Мухамед Асани го гласува за виновен и му изрекува ефективна казна затвор во траење од 3 години, која што е максимална предвидена казна за ова кривично дело, а по издржување на казната затвор му изрекува и споредна казна забрана за вршење професија, дејност или должност во траење од 5 години. Илдис Веапоска по скоро 5 години од операцијата, во агонија и барајки правда низ судските лавиринти, низ солзи рече дека е задоволна од казната за докторот Асани, но смета дека вина има и неговиот син специјализант кој присуствувал на царскиот рез. Од пресудата сум задоволна поради Мухамед Асани, што му се одреди притвор, но заради ослободувањето на Блертон Асани како специјализант, што се учел врз мене и што се учел да работи врз мене и да ме пораѓа, така како што ме породили двајцата, со извадени органи. Овие се солзи на неправда која 5 години сум по овие судски врати, која 5 години ја чекам правдата. Судењето за овој случај започна во 2022 година.